Од градскиот плоштад во Куманово денеска започнаа активностите во рамките на одбележувањето на 14 април, денот на Царинската управа. На отворениот ден со Царинската управа посетителите имаа можност одблизу да се запознаат со работата на мобилните царински тимови, како и со опремата што ја користат во секојдневното функционирање. Целта на ваквите настани е да се доближи институцијата до граѓаните и да се подигне јавната свест за нејзината улога во заштитата на економијата и безбедноста на државата, велат од Царинска управа. Промоцијата започна од Куманово, а ќе продолжи и во останатите градови. Денеска ни е прв настан, стартуваме од Куманово, од сограѓаните тука од Куманово, сакаме да им ја приближиме оперативната работа на нашите царински службеници кон најмладите пред се во Куманово, они кои што се иднината на Република Македонија и они кои што треба да размислуваат допрва у која бранша ќе треба да се насочат и својата иднина да ја продолжат. Гледам дека има навистина преголема заинтересираност од нашите млади пред се сограѓани. Нашите оперативни тука на плоштадот во Куманово се нашите оперативни служби, оперативното оделение, попознато како мобилна царина. Тука сме заедно со началникот и дел од колегите кои што на лице место ќе презентираат на присутните граѓани работата секојдневна нивна од оперативна страна, со К9 кучињата, со скенерите што ги поседуваме за мали пратки и скенерот што го поседуваме за големи, значи за товарни моторни возила, а со тоа на лице место ќе им прикажеме на најмладите наши сограѓани што тоа Царинската управа, односно оперативното оделение при секторот за контрола и истраги работи секојдневно 24 часа на ден. Би сакал да напоменам дека ова што го работиме денес, го работиме од неколку аспекти. Имаме своја визија како Царинска управа и сакаме на младите луѓе да им се доближиме како Царинска управа и да го смениме мајндсетот за Царинската управа, меѓутоа и Царинската управа да проба да го смени мајндсетот кај граѓаните, кај младите луѓе, затоа што сите овие луѓе тука еден ден, ако веќе не биле, ќе бидат дел од некоја царинска постапка, бидејќи за царинска постапка се смета и самиот премин преку гранична линија, преминување на граничен премин, и затоа овие луѓе ќе треба првин, најблаго кажано, да знаат како да се однесуваат наспрем царинските службеници, а и царинските службеници како да се однесуваат кон самите сограѓани, кон клиентите, односно оние што се делови од царинската постапка. Секогаш зборуваме дека Царинската управа има неколку аспекти и на Република Македонија е една од клучните институции која што го полни буџетот, затоа што полнење на буџетот, а ние навистина тоа фасцинантно го правиме во последните близу 2 години, од 1.7.2024 година, имаме навистина добри резултати. Значи, кога зборуваме за полнење на буџетот, мора да сметаме на тоа дека нашите сограѓани со тоа добиваат подобри патишта, нови автопати, нови болници, нови училишта. Дел од членовите на Сдруженијето Правда за сите поранешни вработени во американските бази во Ирак и Авганистан денеска повторно преку мирен протест го изразија своето незадоволство од односот на Советот кон решавање на нивниот проблем. Протестот, како и претходниот пат, се одржа кај зградата на поранешен комитет, во време додека членовите на Советот на седница поставуваа советнички прашања. Членовите на Сдруженијето се незадоволни што на една од претходните седници не била прифатена иницијативата кумановските пратеници да побараат автентично толкување на член 5 од Законот за персонален данок на доход и да се донесе заклучок, односно правен акт, со кој печалбарите би се ослободиле од плаќање данок. Председателката на Советот на општината Ивана Ѓоргиевска уште тогаш кажа дека Советот согласно своите надлежности ги сослушал барањата на поранешните вработени и едногласно донел препораки во однос на забелешките за гласањето на дополнителниот предлог. Таа појасни дека тие можат самите да поднесат барање до пратениците без посредување на општината.
Основното јавно обвинителство Куманово поведе постапка против 59 годишен кумановец, осумничен дека при вршење семејно насилство тешко ја повредил сопругата. На 20 март годинава во семејната куќа сопружниците имале вербална расправија, а осумничениот физички ја нападнал жената, удирајќи ја со тупаници и клоци по целото тело, при што и предизвикал сериски фрактури на 3 ребра, соопшти Министерството за внатрешни работи. Тој е осумничен за кривично дело тешка телесна повреда, а јавниот обвинител до судијата на претходна постапка од Основниот суд во Куманово достави предлог за определување мерка притвор со цел обезбедување на осумничениот во текот на постапката. Советниците на денешната седница ја усвоија предлог програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Куманово за 2026 година. Најголем дел од парцелите се наоѓаат во индустриската зона Новине и Речица и кај поранешната фабрика Кожара. Советниците имаа повеќе прашања и забелешки во однос на земјиштето кај Чоробенско ќоше, локацијата каде што се планира да се изгради нова општинска зграда. Програмата за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија не се носи прв пат, се носи од 2013 година, кога со одлука на влада земјиштето е предадено на користење од Министерството за транспорт и врски, кое што дотогаш било надлежно да стопанисува со ова земјиште на општините. Општините за да може да располагаат со ова земјиште и со истото да даваат под долготраен закуп, да го отуѓуваат по пат на јавно надавање, непосредна спогодба. Кога збориме отуѓување по непосредна спогодба, тука спаѓаат и до оформувањето на градежните парцели, кои што врз основа на детален урбанистички план сопственикот има повеќе од 30% сопствено земјиште, додека 70% да оформува од Република Северна Македонија. Условите се директно пропишани во законот како се спроведува постапката, дури и за непосредната спогодба. Најпрвин одлучува советот кои услови, кои критериуми. Инаку сакам да кажам за советникот Благоја Јакимовски. Да, тоа е непосредна спогодба советник. Ние како општина и јавното предпријатие СИС да седнеме и да се договориме како ќе изградиме општинска зграда, како ќе ги задоволиме нивните потреби. Тоа е непосредна спогодба, затоа стои непосредна спогодба тука. Меѓутоа и за тоа треба повторно после оваа програма вие да дадете согласност, па потоа иде на согласност на владата за земјиштето да се даде, како што каже советникот, на трајно користење. Инаку за општинската зграда, проектот е нарачан уште во 2011 година, беше распишан конкурс, за јавен конкурс, каде што повеќе идејни решенија, анонимен конкурс, се такмичеа, беа поделени прва, втора, трета награда, сите останати, бидејќи беа пристигнати 5 решенија, сите останати беа откупени од страна на општина Куманово, авторските права, сите се решенија се достапни, може да се видат во општина Куманово. Прво награденото решение, потоа преку Североисточниот плански регион во 2013 година беше нарачан проект за да се изработи од идеен основен проект. И тој основен проект е изработен, предаден на Североисточниот плански регион и предаден на општина Куманово. Истиот ги содржи сите фази што треба да бидат за основен проект и доколку се реализира, би било потребно само да се апдейтира вредноста, бидејќи од 2013 до сега е изминат голем период, значи цената на коштање би била многу поголема и би требало истиот да биде потпишан електронски, во електронски формат. Акционерското друштво на времето има направено експроприација на повеќе куќи, дури е впишано и во самото земјиште. Така да ако навлезете во таа непосредна спогодба и договорите преку влада да градите заеднички, дали тоа ќе биде катна гаража во состав со делован и стамбен простор, бидејќи акционерското друштво може и да продава стамбен простор. Тоа му е делатност. Јас прв ќе го продажам таков проект. Значи таков проект никој овде од советниците и од нас од власта се извинувам и од опозицијата не рече дека не треба да има општинска зграда. Да, лудо се да се шетат кумановскиот народ на 5 места и на 5 локации за да земе еден документ. Но ова се гради
во последните 15 години, секој изборен циклус, Чоробенско ќоше, општинска зграда и никако да се изгради. Тоа е факт, тоа е реалноста. Но доколку влезете, ве кажувам јавно, вие сигурно сте запознаени и треба да знаете, на времето акционерското друштво има направено експроприација, има исплатено на луѓето, има впишано имот во самото земјиште. За да може да се реализира општинската зграда. Непосредна спогодба стои затоа што, еве јас кажав, ако општина Куманово и акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор заедно ја градат општинската зграда, тоа треба да биде непосредна спогодба. Во зависност од тоа кој ќе бидне партнерот од другата страна. Доколку бидне акционерското друштво ќе бидне трајно користење, бидејќи двете се државни институции. Доколку бидне некој друг партнер, пример, овдека да кажеме, по примерот на општина Чаир, банки институции, и тоа е администрација дело, тогаш ќе бидне долготраен закуп. Меѓутоа, како и да бидне, која и програма, кој и начин да бидне ставен, претходна одлука донесува советот, повторно во исти совет и ги дефинира условите. Јас би сакала тоа да бидеме ние и акционерското друштво. Сепак мислам дека е незаконски и не треба да стои долготраен закуп по пат на непосредна спогодба за објекти од јавен интерес. Тоа е веќе, значи ние вака доаѓа сега обратно е одговорот од ваша страна. Ако нешто не оди законски, ај ќе го направиме незаконски за да помине. Не може за објекти од јавен интерес и општински објекти да биде непосредна спогодба врз основа и по долготраен закуп. Тука си има децитно во законот ставено дека се дава на трајно користење и во пат на јавни приватни партнерства. И така треба да биде основата овде. Не знам зашто ги сега даваме илјадници други изговори, па вака било, па зад ние сите ги знаеме, сакаме да поддржиме изграда, но не може да ја поддржиме незаконски. И овдека советот се става во улога на незаконито тело. Јас едноставно сакам да отворам овдека очи на сите дека ние не треба да работиме незаконски. Зашто не стои во за другите делови така? Значи, ако е во законот си стои јасно, нема ние што да наведуваме горе во заглавие дека ќе правиме непосредни спогодби и така натаму. Мислам дека тука не ги извртувате. Дајте јасен одговор и дали ќе го смените ова е прашањето мое или не во оваа расправа. Дали ќе го смените како што стои во законот или ќе продолжи вака како што е предложено во програмата и ќе оди на гласање. Амандмански ќе биде по пат на трајно користење согласно член 40 од Законот за градежно земјиште. Министерството за внатрешни работи информира дека вчера на булеварот Октомвриска револуција полициски службеници од СВР Куманово лишиле од слобода 49 годишен жител на кумановското село Режановце. При контрола во патниот сообраќај полициските службеници сопреле патничко возило Фијат со кумановски регистарски ознаки, кое го управувал и по преземени мерки е констатирано дека е под дејство на алкохол, односно дека има 3,67 промили алкохол во крвта, пошто веднаш бил исклучен од сообраќај и задржан во полициска станица. По целосно документирање на настанот, против него ќе биде поднесена пријава за безобзирно управување со моторно возило, посочија од Министерството за внатрешни работи. Компанијата Диаверум го спроведе вториот дел од едукативниот проект преку воспоставена соработка со училиштата и институциите во Куманово, посветен на унапредување на здравјето во локалната заедница. Вработените во општина Куманово вчера беа дел од активноста превенција за општинската администрација, во рамките на која беа спроведени кратки превентивни прегледи, како и поделени едукативни совети за вработените. Целта на оваа иницијатива е промоција на здравите навики и споделување на заедничка порека за грижа за здравјето на граѓаните и заштита на животната средина, велат од Диаверум.
Градоначалникот Максим Димитриевски и председателката на Советот Ивана Ѓоргиевска вчера остварија средби со ученици и наставници од гимназијата Гоце Делчев и нивни гости од повеќе средни училишта од странство, кои се дел од повеќе проектни активности во рамки на европските образовни иницијативи. Во периодот од 21 до 28 март, Кумановската гимназија е домаќин на група ученици од островот Мартиник, Франција, кои работат на темата Здрава исхрана на твојата чинија, и на група ученици од Полска, кои учествуваат во проектот Наставата локално со работка глобално, иновативни пристапи во наставата намената за јазик, математика и дигитални вештини. Програмата опфаќа и културно-едукативна компонента. Предвидена е посета на Охрид и Скопје, каде учениците ќе имаат можност да се запознаат со културно-историските обележја и традицијата на македонскиот народ. Ученици од Државното средно училиште Киро Бурнас од машинска и сообраќајна струка во придружба на своите наставници беа на дводневна стручно-истражувачка екскурзија во Белград, каде што имаа можност да ги посетат Машинскиот факултет, Аеротехничкиот институт, Сообраќајниот факултет, Музеот за наука и техника, Автомобилскиот и Меѓународниот саем за мотоцикли. На Машинскиот факултет учениците проследиле презентација од тимот на Формула Студент Друмска стрела, кој е првиот српски тим на Формула Студент во кој учествуваат 15 факултети и заедно со свој ентузијазам имаат изградено 9 болиди за учество на престижни меѓународни надпревари. Во рамките на Аеротехничкиот институт ја посетиле најатрактивната лабораторија и единствена во свет аеротунел Мирослав Ненадовиќ. На Сообраќајниот факултет била организирана презентација и отворен ден за средношколците, а во Музеот за наука и техника имале можност да го видат технолошкиот развој и неговото влијание врз животот на луѓето. Општинската организација на Црвен крст Куманово по повод 24 март, светскиот ден на туберкулоза, под мотото "Да, можеме да ставиме крај на туберкулозата", реализираше едукативна активност на градскиот плоштад. Во рамки на активноста, волонтерите од Клубот на млади поделија вкупно 60 едукативни флаери со цел информирање на граѓаните за туберкулозата, начинот на низиниот пренос, симптомите, превенцијата и значењето за навремено откривање и лекување. Со оваа активност се придонесе кон подигање на свеста кај населението и поттикнување на одговорно однесување во однос на зачувување на сопственото и јавното здравје, велат од Црвен крст Куманово. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски денеска се обрати на промоцијата на Планот за професионален интегритет 2026-2028 на Министерството за внатрешни работи. Настанот беше посветен на представување на стратешките приоритети, институционалните обврски и конкретните мерки утврдени во новиот план, чија цел е унапредување на интегритетот, транспарентноста и одговорноста во работењето на полицијата. Борбата против корупцијата е клучен предуслов за напредокот на државата и бара континуирана посветеност, системски пристап и јасна политичка воља. Министерството за внатрешни работи и владата тоа го потврдуваат преку доследна и неселективна примена на законите, зајакнување на транспарентноста и спроведување на конкретни мерки за превенција, откривање и санкционирање на корупцијата. Планот за професионален интегритет на Министерството за внатрешни работи 26-28 представува значаен инструмент во оваа борба, со кој се предвидува јакнење на капацитетите во областа на интегритетот, етиката и професионалните стандарди. Нашата цел е јасна: нула корупција во полицијата.